Кога колегата Љупчо Пренџов ги започнуваше говорите со веќе популарната изјава «Нов ден, ново задолжување», сите од владеачково мнозинство се подсмева. Денес е најголем ден, колега Пренџов и колеги од владеачкото мнозинство, затоа што денес ги имаме најголемите поскапувања. Денес литар масло чини колку укинатата радиодифузна такса. Денес литар бензин веќе не се продава како од продавниците се за 99 денари, бидејќи денес литар бензин е над 100 денари. Денес колегите од владеачкото мнозинство молчат на овие поскапувања. Молчат, бидејќи единствен ветен и реализиран проект им остана само укинувањето на радиодифузната такса. Сите останати ветувања ги заборавија и тешко им е кога некој ги подсетува на тоа. И да, денес започнува 6-та година поред како ова мнозинство ја тера државата во пропаст и како си молчи за се што нема сработено. И бидејќи главна тема по денешнава точка е електричната енергија, не можам да не го искоментирам за вчерашното бламирање од гостување на една национална телевизија на председателот на Регулаторната комисија за енергетика Бислимовски. Тоа е од оној Бислимовски кој пред нова година истакна дека зголемената потрошувачка на електрична енергија се должи и на копањето дигитални валути. Па кажа и остана жив, цитирам, особено во делови на Скопје, покрај тоа имаме и нелегално превземање на струја. Од податоците што располагаме, електродистрибуција веќе има фатено поголем број потрошувачи и домаќинства кои копаат и нелегално се приклучуваат на јавното осветлување, завршен цитат. Да ја подсетам јавноста дека до ден денес нема никаква завршница од овој лов на струјократци, а како и може да има кога самите ловци ги крадоа и ЕЛЕМ, и РЕК Битола, и Регулаторната комисија. Бислимовски, кој завчера имаше проблем со гумата за джвакање на сред емисија, не стаса да каже и да одговори колку ќе изнесуваат сметките за струја од 1 јули оваа година. Може би и намерно го направи овој гаф за да стави фокус врз, а не врз избегнувањето на одговори. Впрочем, многу слично на Бислимовски се однесува и целата власт во оваа држава. Ако нешто им сгусне, тука им е премиерот со некоја смешна и грешна изјава за медиуми. Ако нешто повеќе им сгусне, тука е Талат Џафери да направи дефокус од главните теми што треба да се дискутираат во ова собрание. Ама некако се почесто и се повеќе ви сгуснува. А никако да се освестите и да престанете да смислувате ефтини трикови за сиромашен народ кој многу одамна ве прочита и не сте му ниту смешни, ниту сериозни. Во Македонија, пребогата со води, нема струја. Во Македонија, оние што треба да произведуваат струја си купуваат локали во нови трговски центри, а како награда за неработењето, власта им доделува милиони евра. Што се однесува до предлог законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на проектот на ЕЛЕМ за транзиција кон соларни фотоволтаици, кој ќе се склучи меѓу Светската банка за обнова и развој и акционерското друштво за крадење на електрична енергија Електрани на Македонија, ќе кажам дека планот е да се изградат 2 фотонапонски електрани, едната во Осломеј, а другата во Битола. Првата ќе има инсталирана моќност од 10 мегавати, додека втората е предвидено да има моќност од 20 мегавати. Европската банка за обнова и развој инсистирала на тоа овој заем да биде со гаранција од државата, односно го условува неговото давање со државна гаранција. Се прашувам зошто. И рокот за отплата на овој заем е 12 години со вклучен грејс период од 2 години. ЕЛЕМ отплатата ќе ја врши во 21 полугодишна рата, кои ќе пристигнуваат за плаќање на 8 март и 8 септември секоја година. Интересен податок е и тоа што овој заем ни се случува во период кога Република Македонија во континуитет добива опомени и може да се соочи со санкции од Европа поради тоа што во просек секој ден влече околу 4500 мегават часови електрична енергија од европската мрежа за струја. Од друга страна пак, ЕЛЕМ како лиценциран производител на електрична енергија е должен редовно да ги одржува своите производствени капацитети и не треба да дозволи намалување на својот вкупен инсталиран капацитет. Арно ама,
Елем дозволи намалување на својот производствен капацитет и според Елем за изградба на 1 мегават се потребни 833.000 евра. Ова е нелогично, затоа што како технологија фотонапонските електроцентрали се најефтини или барем треба да се најефтини. Реално, изградба на 1 мегават фотонапонска електроцентрала со приклучок изнесува меѓу 600 и 650.000 евра. Ова значи дека вредноста за оваа инвестиција изнесува од 18 до 19,5 милиони евра, а не вкупно 25 милиони евра. Уште по-контрадикторно е тоа што се знае дека РЕК Битола и РЕК Осломеј работат со многу намален капацитет, што знае дека на постоечките приклучоци би се приклучиле ново предвидените ФЕЦ Осломеј 2 и ФЕЦ Битола, па така вредноста на вкупната инвестиција би била дури и помала од 18 или 19,5 милиони евра, а не, пак повторувам, 25 милиони евра. Исто така, предвидено е Елем да информира ЕБОР за секое намалување на вкупниот број вработени, што мене ми личи на најава за идни отпуштања, а сето ова оди во прилог на тоа што за управување и одржување на фотонапонските електроцентрали е потребен многу мал број на вработени. Понатаму, предвиден е износ од 750.000 евра за консултантски услуги. Што и кој ќе биде исплатуван со овие пари, ако се знае дека фотонапонските електроцентрали имаат наједноставна технологија? Повторно, заради подсетување на јавноста, ќе кажам дека раководството на Елем, поради недомачинско, нестручно и неодговорно работење, за само 1 месец потроши милиони евра за купување на струја, односно близу 9 милиони евра, што во превод би значеле 10 мегавати фотоволтаици. Исто така, Елем склучи и договор во 4 односи за помошна механизација во износ од околу 4,4 милиони евра. Понатаму набави 36 парчиња помошна механизација за ископ на јаглен и јаловина во РЕК Битола во износ од 17,5 милиони евра. РЕК Битола кажа и дека ќе бидат набавени дополнителни 11 машини, со што комбинатот во следниот период во голема мера ќе се потпре врз своји ресурси кои дополнително ќе биле зајакнати со планираната предстојна набавка на циклична механизација во вредност од 26 милиони евра за потребите на ископите. Сепак, покрај сите овие надежни најави, РЕК Битола водеше постапка за купување на над 1 милион тони јаглен до крајот на грејната сезона. Или преведено на наш јазик, ова значи задолжување и одливи на сопствени средства наместо нивно паметно вложување и одржливо инвестирање. Инаку, според досегашното искуство, оваа влада ветуваше дека фотонапонската електрана Осломеј 1 од 10 мегавати ќе беше готова во јануари 2020 година. Овој податок само може да не предупреди дека доколку ФЕЦ Осломеј 2 и ФЕЦ Битола не ја запазат динамиката, тогаш би се плаќале дополнителни средства и дека секој инсталиран мегават ќе чини повеќе од предвиденото. И конечно, должна сум да предупредам дека овие чекори се задоцнети и дека овој проект на власта не е проект на транзиција, туку е само прв чекор на транзиција. Овој проект нема да придонесе кон нови вработувања, туку и дел од моменталните вработени во РЕК Битола и РЕК Осломеј, а заради степенот на автоматизација на процесите, ќе треба да бидат испуштени од работа. Со овој проект без работа би останале околу 1000 луѓе од РЕК Осломеј и околу 3000 од РЕК Битола. Со соларните фотоволтаици не се предвидува ист број вработени како што е сега. Власта објаснува дека додека трае овој проект, дел од вработените ќе се пензионираат, а дел кои се блиску до пензија ќе оделе под завод. Апелираме дека огромен број на луѓе или илјадници ќе останат без работа. За ова одговорноста и тежината ќе си ги имаат пратениците на власта, а ние само на овој начин можеме да предупредиме. И ние, како ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, загрижени сме како тоа Елем ќе го сервисира овој заем во иднина, имајќи предвид лоша финансиска состојба на Елем, а благодарение само и единствено на нивниот недомачен лук и арамилак. Затоа, почитувана македонска јавност,
ќе завршам со констатација дека ова е преголем заем за кој што граѓаните на Република Македонија ќе просведочат, за жал, многу скоро. Ви благодарам на вниманието.